се уште не се тука започнати сите оние политички активности, претпоставуваме дека денеска ќе ги има многу реакции, контрареакции, имајќи во предвид дека вчера во Турција беше историскен ден за оваа држава, практично опцијата за уставни промени победи со многу мала разлика, со под 1% на вистина една изедначена трка и до последен момент, до последна провинција се пребројуваа гласовите, за на крај да се констатира дека сепак најголем дел од турските граѓани, односно мнозинството, гласа за овие долго најавувани уставни промени. Имено интересно е што, например, опцијата против на опозицијата за против овие уставни измени практично победи во најголемите турски градови. Зборувам за Истанбул, зборувам за Анкара, за Измир. Тука околу 55% во овие градови луѓето гласа против. Меѓутоа во северните провинции на Турција, во источните делови, во руралните делови на Турција, во централните делови, мнозинството од луѓето гласа за, практично и тоа му ја донесе победата на Ердоган. Вчера во Истанбул изборниот ден помина релативно мирно, ајде да кажам за турски услови, тоа што значи? Тоа значи 3 жртви, 2 повредени во два поединични инциденти. Меѓутоа во другиот дел од Турција гласањето помина мирно, меѓутоа според опозицијата, според лидерите на опозицијата имало огромен број неправилности. Велат дека имало голем број на гласачки листи кои што немале печат, меѓутоа турската изборна комисија кажа дека и покрај овие лични што немале печат, ако тие биле оригинални, тие ќе ги земеле за важички. Практично тоа му ја донесе победата на Ердоган. Неколку часа практично по затварањето на гласачките места, најпрво Ердоган излезе, најпрво честиташе на својата партија, меѓутоа и на народот на Турција. Вели дека направиле зрела одлука, одлука со која што Турција за големи чекори ќе се движи напред. Истото го кажа и премиерот на Турција, меѓутоа лидерот на опозицијата повтори дека имало огромен број на неправилности, многу голем број на неважечки гласачки липчиња. Тие допрва ќе вели дека знаеме како да се справиме со овие проблеми и дека тие чекори ќе ги превземеме во иднина, во наредниве денови. Инаку во Турција вчера имаше по објавувањето на резултатите и славје и протести. Секако поддржувачите на Ердоган славеа со турски знамења во колони, со извици со поддршка за Ердоган. Меѓутоа имаше голем дел на граѓани, претежно на Истанбул, кои што од своите домови со тенџериња тропаа во знак на негодување секако од овој резултат. Да повторам, опцијата за уставни измени не победи во Истанбул, не победи во главниот град Анкаре и не победи во Измир. Како и да е, за почеток на темава можеме да ги чуеме изјавите од Реджеп Тајип Ердоган и премиерот на Турција. Денеска Турција донесе историска одлука за 200 годишниот конфликт во својата администрација. Ова не е обичен настан. Не е лесно да се брани ваква промена од народот, но и за самиот народ. Ние победивме во оваа тешка ситуација. Со поддршката на народот ја воведуваме најважната административна реформа во нашата историја. Им благодарам на сите наши граѓани, без разлика како гласаа, што на избирачките места ја заштитија националната волја. Зборувавме различни работи на плоштадите и кажавме различни работи на нацијата, но народот го кажа последниот збор и тоа беше да. На овој референдум нашата нација им го даде најдобриот одговор со гласачко ливче на терористичките организации што го изведоа обидот за пуч на 15 јули, на терористичката курдска работничка партија и на странските сили кои ја третираат Турција како непријател. Нацијата уште еднаш покажа дека нема да наведне глава пред нијна доминација, надворешна интервенција или закана. Веќе најавив дека ќе има, претпоставувам, денеска ќе пристигнати голем број жалби од опозиционите партии во Турција кои што велат дека се случил класичен изборен грабеж. Веќе говорев, откриле огромен број на гласачки ливчиња кои што воопшто немале печат на нив, меѓутоа Турската државна изборна комисија сепак реши да ги прогласи за важички, бидејќи кажа дека се тие оригинал. Веднаш по објавувањето на резултатите, лидерот на опозиционата републиканска партија на Турција имаше своја изјава во која што ги најави следните чекори на неговата партија и на опозицијата воопшто. Сега предлагам да ја погледнеме таа изјава. Беа извршени многу незаконски дела во корист на кампањата да. Од една страна е државата, а од другата народот. Не ќе победи на крајот. Сите ќе го видат тоа. Се менува уставот на државата. Тоа воопшто не е мала работа за која било држава, посебно за Турција. Треба да знаеме дека во 1980 година имаше успешен воен удар во Турција, пошто
2 години, 3 години подоцна е донесен уставот кој што вчера турските граѓани одлучија дека треба да се смени. Практично се прави на секој 5 години да има избори во Турција, меѓутоа тие да бидат и претседателски и парламентарни и да се одржуваат во изден. Потоа се зголемува бројот на пратеници во турскиот парламент од 250 на 300 пратеници. Исто така се намалува и старосната граница за луѓето кои што ќе можат, представниците на политичките партии кои што ќе можат да се кандидираат. Сега можат практично и луѓе од 18 години да бидат пратеници во турскиот парламент. За неколку години се спушти таа граница. Меѓутоа се прават големи реформи во однос на овластувањата кои ги добива Ердоган. Тој ќе може сега да го распушти парламентот. Ќе може да прогласува воредна состојба. Ќе може да назначува 5 од така наречените 30 големи суди во Турција. Исто така се предвидува и укинување на некои војни судови. Практично Турција се поведува претседателски систем, нешто барем во поновата турска историја што досега немало. Практично за Ердоган ова е може само една влезна врата за уште поголеми реформи што ги најави. Тој практично ќе може и наредните 12 години со уверено и авторитативно да владее практично со цврста рака како што тоа го правеше и досега, ќе може да става и студии, ќе може да сето ова што се прави според него е со една цел, да има стабилна Турција. Практично и пред референдумот, тоа е наједноставно вака за гледачите да објаснем и каже на турските граѓани. Или ќе гласате за ова ја што ви го предлагам, за овие уставни измени, или Турција ќе има проблеми со тероризмот. Исто така кажа дека во наредниот период ќе ги преиспита длабенски односите со Европската унија. Што тоа ќе значи останува да видим, имајќи во предвид дека во наредната година најави дека ќе ги превземе сите овие нови овластувања, односно ќе ги употреби, што сега практично му ги дава и уставот. Ова индиректно има врска секако и со нашата земја, имајќи во предвид дека Европската унија не гледа баш со симпатии на овие промени што се случуваат во Турција, посебно ако се врати смртната казна, што е сосема известно. Тоа може да значи дека договорот помеѓу Европската унија и Турција, договорот со кој што Европската унија се заложи дека ќе даде 3 милиарда помош за Турција, а таа ќе има обврска да ги задржи мигрантите на своја територија. Многу е веројатно дека овој договор сега не е на стаклени нозе, туку може и да пропадне. Тоа ќе има директни импликации врз земјава, бидејќи се стравува дека не сите, барем дел од милионите мигранти што моментално се наоѓаат на турска територија ќе тргнат повторно кон Западна Европа, тие чекаат само момент тоа да го направат. Како и да е, треба многу време да се објаснат што точно значат овие промени, ова вака во најкратки црти. Денеска ние како телевизија Нова секако остануваме во Истанбул и ќе ги следиме сите оние реакции што се најавени, исто така се најавуваат и прослави, се најавуваат и протести. Ќе бидеме тука на време да ги информираме нашите гледачи.